Новиот деловник е, како да објаснам, тоа е убиство за опозиција. Значи, новиот деловник предвидува, да бидам краток и јасен за публиката, без правни експликации, озлогласеното ЕУ знаменце, како што е сега, во идниот парламентарен состав да биде, сите закони да бидат како сегашните со ЕУ знаменце. Значи, џабе имате вие и 10 претеника и 15 претеника, тие ќе немаат никаква моќ да спречат, да блокираат и слично. Значи, се обидуваат така, со свилен гајтан да ни го наместат убаво. И за тоа мора со Борис да сме присутни во оваа цела процедура. Јасни, тоа што сега се нуди со новиот деловник на собранието е шверцање, значи фабрика за закони. Ете тоа. Кратење на постапката за донесување на нови закони. Да. Значи целата постапка ќе трае како сегашната со ЕУ знаменци. И таа ќе биде редовна постапка, значи, нормална сегашната постапка за ЕУ за закони со европско знаменце, значи 3 дена расправа по комисии или 2, зависно дали е скратена да, или еден ден. пленарна, да. Еден ден имате пленарна и се оди на гласање, но нема можност да се повлече за блокирање. Да. Тоа значи дека ако поднесеш ти и 500 и 1000 амандмани, третиот ден завршува, поминале 30 само амандмани или 50, толку другите одат у корпа. Тоа ќе биде редовна постапка во следниот парламентарен состав. И тоа ќе значи самоволие на... Тоа ќе значи, друже, џабе имаш опозиција. Тоа ќе значи штанцање на сите закони, значи колку ние блокиравме. Не блокиравме кој знае колку за да е алармантно, ама сепак блокиравме, например, деловникот ако и текнува првиот која сакаа да гласаат од дома по пижами. Потоа личните карти овие како у Руанда што сакаа на беса ваквото со етничка припадност, да. Платите на судиите кои ако не ги блокиравме сега судија ќе земаше пута 2 од председателот. Така да многу штетни закони кои ние ги блокиравме во иднина џабе ти ќе не можеш ништо да. И тоа не се сваќа, знаете, да биде превод чиновници ќе не направат. 2 минути ти, 3 минути ти, добро ти мерат време, процедурално немаш. Ирелевантно е што ќе збориш, ирелевантно е какви борба со ветерници, тоа е убивање на духот на парламентарната демократија. Тогаш дај ние кога ќе дојдеме на власт еднопартиски систем да воведеме, еве ние сме по таа линија и тоа е тоа. Значи џабе имаш опозиција. Се ќе мине за 3 дена. Тоа е опасното што. И она што се осеќаме ние предадени е тоа што ДПМН ова го испреговарало и ДПМН и мојата теорија е дека тие ги лажат странците, пошто е Жан Моне процес, тие си договориле сега у декември на 2-3 декември имаат прослава у Париз договорено. Значи се е договорено само да помине деловникот. А зашо би славеле? Се слава и консензусот се обединија опозицијата, власта покажуваат европски манири ово она. Значи во они се суштина обединети само пратеникот ти го прави чиновник, значи безгласна буква. Значи они се обединети 61 да имаш функционираат, да, обединети и функционираат заедно без проблем. Така... Прво проблематично е што процесот е Жан Моне. Зашто е Жан Моне процес? Немаме ли ние паметни луѓе што студирале? Еве у Брисел студирал Павел Шатев. Зашто процесот да го крстиме Павел Шатев да го викаме? Така Гемиџи е бил човекот, правник од Брисел там. Имаме Полежиновски или кој у Сорбона завршено. Да, така имаме бе, дај ќе ги крстиме така. Значи тоа беше првото поради кое ние се само исклучивме. Ние рековме, ова е внатрешно прашање, бе луѓе, како може сега Жан Моне, европарламентарци, окей искуство ти да видиш како е во Европарламент, па да прекопираш нешто ако е добро. Ама процес тоа е како јас сега да дојдам и да ви речам, шо бе си оставил бирово тука? Ај тргни го од тука. Јела ти Милош тука седнеш, јас сум гостин, ти кај ќе ми кажеш таму ќе седнам. Тоа сака, они сакаат овие да им кажат и овие сите со. И они го договорили уште у прошлиот состав, уште кога бил Илија Димовски компанија, ама веројатно ради северна ово нејкеле нешто глумеле, ама сега ги си легнат на брашното и друго, двојазичноста ја воведуваат. Двојазичноста од законот на Талјат кој го подпиша, сега тие дивите одредби кои се од тој пара закон си влегуваат во деловникот. И сега ќе бидеме единствен парламент, тоест ќе бидеме ќе нема држава во светот каде што ќе се преседава на македонски јазик. А ќе имаме 3 држави каде што ќе се преседава на албански јазик. Ме сваќате? Која е кваката?